Ја не споменав име, кажав само баба. Вие велите кај вас титулите за некои големи хумани луѓе биле или ага или баба. Ама кај нас знаеш како велат? Ага со лага не бидува. Знаете како позади нас тој бивша директорка на УЈП. Сега може би не слуша актуелната директорка на УЈП. Вие не зборувате за хуманост. Вие зборувате за криминал спрема државата, за затајување, ненаплаќање на фискални сметки. И тоа е хуманост, а замислете да бидат пријавени со фискални сметки овие наплаќања и колку би добила државата од тие средства, колку би имало за општината Пласница. Зошто вака не ги гледаме работите? Зошто вака? Кој е тој ага или баба да ги фрла сметките, кои што требало да бидат уредно пријавени со фискална сметка, да ги фрла во оган? Ова не е дискриминација и ова не е демократија. Ова е купување на гласови. Не само директорка на УЈП, финансиска полиција, овде треба да реагира и МВР. Ова е класично купување на гласови и класична дискриминација на сопствените сограѓани. Ага со лага не се бидува. Немојте да даваме поддршка на вакви луѓе. Не може да бидеме големи со пари кои што припаѓаат на државата. Не може некој селективно да одговара пред правдата кога треба да одговара, па да му се одредува не знам каков притвор. И тој да билага и голем човек. Не, тој е голем за мене за криминал. Кој да? Јас не споменав име, само ви кажав дека ми просведочеа со шепотење луѓето од ова општина дека некој им ги палел долговите. Таму ни фискална сметка има, ни ништо нема. Благодарам.